Во градскиот музеј на Крива Паланка беше означен почетокот на втората меѓународна пролетна школа на тема етнографија на социјализмот. Истата е во организација на Институтот за етнологија и антропологија на Философскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи, во соработка со Кривопаланичкиот музеј и локалната самоуправа. Ова година за прв пат, после неколку годишни обиди, ќе се отвори за прв пат меѓународната школа за етнологија или етнографија на социјализмот. Една многу интересна тема која што опфаќа период од 50 години, која што досега не е на некој начин етнолошки или антрополошки истражувања. Идејата е детално да се разработат теми и проблематики од сферата на општественото, економското, политичкото и воопшто на културното живење во периодот на социјализмот во СФР Југославија. Тргнувајќи од идејата дека многу малку знаеме за периодот во кој што многу генерации од нас живееа или живееле, тоа е периодот на социјализмот, имаме идеја нели да направиме што е возможно подетални истражувања за овој период. Студенти од странство во оваа година се да речеме група од 10 студенти од Канада заедно со нивната професор Илка Тисен, која што е долгогодишен истражувач на Македонија. Таа можеме да речеме слободно дека е еден познат македонист, поддржувач на Македонија, исто е тука со 10 студенти кои што ќе бидат на школата и уште цел еден месец низ Македонија на теренска школа. Годинава на школата присуствуваат студенти од земјава и странство, како и професори од регионот и Европа, чија специјалност е социјализмот, а одговорните се надеваат дека школата ќе стане традиционална и препознатлива за градот. Оваа школа да стане најпрво да стане дел од културниот, па може да се рече и образовниот живот во Крива Паланка и доколку успееме да дадеме доволно амбиции и живот на оваа школа, да стане на некој начин препознатлив стил или марка и за Крива Паланка пошироко. Екипата на К3 ќе ги посети учесниците на школата за етнографија на социјализмот во Крива Паланка, од каде подетално ќе информираме за она што ќе се случува таму.